Добар ден, почитувани. Ја следите на новата Телма амбуланта. И овој петок емисијата ја реализираме во соработка со приватната клиничка болница Жан Митрев. Статистиките покажуваат дека 10% од целокупната светска популација има некаква болест на тироидната жлезда, но и дека уште 10% се уште недиагностицирани, потенцијални пациенти. Бидејќи е навистина голем бројот на лица што страдаат од некаква форма на нарушена функција на тироидната жлезда, во денешната емисија акцентот ќе го ставиме токму на оваа болест. Разговараме со доктор Јасмина Зафировска, специјалист по интерна медицина во Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите, а ќе имате простор и вие да се вклучите со ваши прашања во програма. Затоа, останете на Телма. За болестите на тироидната жлезда денеска зборуваме со доктор Јасмина Зафировска, специјалист по интерна медицина во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте повторно во студиото на Телма. Добар ден, благодарам за поканата. Оние што имаат некаков проблем со тироидната жлезда, знаат да кажат имам тироидна жлезда, па на самиот старт да заклучиме дека сите ние имаме оваа жлезда, но не секој има некакви проблеми со неа. Па зошто е толку важна тироидната, односно штитната жлезда за нашето здравје? Точно така. Меѓу народот често е застапен тој начин на говор дека кога имаат некој проблем со тироидната жлезда, викаат имам тироидна жлезда. Меѓутоа сите луѓе ја имаме таа тироидна жлезда која што се ствара уште во време на интраутериниот развој на плодот и има голема функција во нашиот организам. Се наоѓа на долната третина на вратот и во просек нејзината големина тежината практично е 20 до 40 грама. Многу е мала, формата личи на пеперутка со еден ткивен мост измеѓу двата дела, значи лев и десен лобус поврзани меѓу себе со мала како изгледа всушност тироидната жлезда? Зависно од големината на телото, значи од површината на телото, така варираат и димензиите на тироидната жлезда. Значи може да се движи од 3 до 5, некогаш и до 8 во висина, ширината е обично 3 до 4 мм и во дебелина 2 до 3 мм. Значи, овие се некои димензии, податоци за тироидната жлезда, кои што веројатно сме ги кажали и претходно. Ми се допадна вашата најава во однос на процентите на застапеноста на болестите на тироидната жлезда. Имено, последните податоци покажуваат негде од 8 до 10% на светско ниво, луѓето имаат некој проблем со тироидната жлезда. Од нив 5% примаат некоја терапија за смалена функција на жлездата, што значи дека болестите на тироидната жлезда веќе заземаат едни пандемиски размери и секако овие емисии се многу добри за да ја подигнеме здравствената свест на луѓето да обрнат внимание на симптомите кои што се поврзани со функцијата на тироидната жлезда. Докторке, јодот е неопходен за создавање на хормоните на тироидната жлезда. На овие простори, овој минерал го земаме преку јодираната сол. Дали овие количини се доволни? Значи, ја би почнала со функцијата на тироидната жлезда. Значи, жлездата лачи два хормона и тоа се Т3 и Т4. Тироксин и триодтиронин. Активната верзија на тироксинот е Т3. Тој се задржува многу кратко во циркулацијата, меѓутоа ефектот го носи баш тој хормон. За создавање на хормоните неопходен е јодот. Јодот го има многу малку, значи во микротрагови, меѓутоа и тие трагови кои што влегуваат во нашиот организам, тироидната жлезда ги привлекува и ги вградува во себе, така што фоликулите каде што се создава тироксинот, тироидните хормони, се богати со јод. Значи, ниедно друго место во нашиот организам не содржи јод, него само во тироидната жлезда. Затоа јодот е неопходен, затоа што е градивен елемент, заедно со тиреоглобулинот, кој што е протеин кој влегува во составот на тироидните хормони, за создавање на активните состојки, активна состојка на самиот тироксин. Значи, што би кажала, од пред 50 до 60 години уназад солта почна да се јодира.
Претходно имаше ендемски подрачја во Македонија и на Балканот, каде што луѓето поради недостаток на јод во храната и во водата има гушавост, значи зголемена тироидна жлезда и воедно се раѓаат деца кои што заостанува и во интелектуалниот развој. Затоа што тироидните хормони се неопходни за развој на мозокот, на мозочното, на самите нерви и функцијата нивна е уште во наталниот развиток, пренаталниот развој, односно во развојот на ембрионот. Клучни се првите 2 недели од развојот на самиот плод, затоа се препорачуваат скрининг тестови на сите трудници или пак тие што имаат намера да бидат бремени, за да се види дали се тироидните хормони во граници на нормала. Сето тоа е поврзано со количината на јодот во исхраната. Значи, солта која што сега ја внесуваме е јодирана и добиваме доволно количество на јод преку храната, преку солта. А што е со оние што одбираат да конзумираат хималајска сол, потима калиумова сол, дали се тие јодирани? Значи, вака, дневните потреби на јод на нашиот организам се од 150 до 200 микрограма. Единствено, потребите за јод се поголеми кај трудниците и кај децата кои што е во пубертет, во развој и спортисти. Значи, само тука е оправдано да се даде таблетка на јод дополнително, за да зголемиме количината на јод. Сето друго, значи сите суплементи кои што се внесуваат поради или некои промени во исхраната, внесување на продукти кои што содржат многу јод, се неоправдани. Од друга страна, секоја сол која што се нуди на пазарот, задолжително мора да биде јодирана. Во друг случај не би требало да се конзумира. Мислам дека хималајската сол некои видови не е јодирана, така да треба луѓето да внимаваат каква сол конзумираат. Од друга страна, пак би сакала да кажам, пошто тироидните хормони, значи, делуваат на 3 главни елементи во нашиот организам. Тоа е, значи, срцето, мозокот и функцијата на базалниот, го регулира практично базалниот метаболизам. Значи, 3 големи подрачја кои што се клучни за функционирање на нашиот организам. Во однос на срцевата функција и јодот, би кажала дека кај пациентите, пошто во нашата болница имаме многу такви пациенти кои што имаат срцева слабост. Кај нив исклучиво воведуваме рестриктивна исхрана со многу мала количина на јод во исхрана, на сол во исхраната, значи тука имаме проблем со внесот на јод, така да мислам дека и на таа група на луѓе е потребно дополнително суплементација со јод, јоден препарат. А дали витаминот Д има некаква улога во функцијата на тироидната жлезда или пак еве некој друг витамин, витаминот B12? Така. За функцијата на тироидната жлезда клучни се неколку микроелементи и минерали кои што се неопходни за функционирање и создавање на тироидните хормони. Јодот го спомнавме дека тој е прв и градивен материјал, односно елемент кој што влегува, микроелемент кој што влегува во составот на тироидните хормони. Како втор би го набројала микроелементот кој што е селен. Селенот е со клучно влијание затоа што е составен дел на ензимот кој што ја конвертира тироксинот Т4 во Т3. Значи, активната верзија на тироксинот помага да се створи со помош на тој ензим во чиј состав влегува селенот. Затоа би сакала да кажам дека често пати во вакви, да го разбиеме митот околу селенот, значи често пати и од колеги сум слушала дека селенот не е потребен, не треба дополнително да се внесува. Дека големи количини се опасни за здравјето. Дека и се опасни. Би кажала дека истражувањата покажале дека балканските земји не содржат доволно селен во почвата. Затоа, генерално, нашето подрачје е дефицитарно во однос на селен. Селенот, значи, кој имаме,
поврзан е недостатокот на селен, го среќаваме кај Хашимотото. Појавата на карциномот на тироидната жлезда и малигнизирање на јазлите на тироидната жлезда исто така е поврзан со недостаток на селен. Значи, селенот исто така го среќаваме и кај формирањето на јазли, нодуси и недостаток на селен. Значи, сепак би кажала дека има клучна улога во функционирањето, правилното функционирање на тироидната жлезда. Значи, суплементацијата со селен е оправдана? Тука се поставува едно прашање, дали е оправдано да се внесуваат суплементи кај здравите луѓе на селен. Или секој ден по едно бразилско оревче? Така, мислам дека подобро е преку храната, затоа што нема, тука се кршат копијата кај ендокринолозите, дали е потребно секојдневно внесување на селен, колкава е дозата потребна, затоа што сепак може да се створи интоксикација во однос на внесот на селен. Да се претера? Да се претера со внесот. Јас кај моите пациенти го препорачувам само кај пациенти кои што имаат Хашимото тироидит и кај хипотиреозите секако, затоа што докажано ги намалува антителата во крвта и ја подобрува функцијата на тироидната жлезда. Колкава количина советувате да се зема? Секојдневно, преку еден ден, да се зема суплемент или пак да се зема бразилско оревче? Обично 100 микрограма е некоја почетна доза кај пациентите кои што имаат нарушена тироидна функција. И обично препорачувам со паузи, да се прават паузи, да се детоксицира малку организмот и некогаш и преку храната бразилско оревче едно или две на ден, исто така би завршила добра работа. Од друга страна, околу селенот пак би кажала дека постојат подрачја во Кина, каде што во земјата има премногу големо количество на сол, на селен, и значи таму се случува интоксикација на луѓето со преголемо количество на селен, додека кај нас е обратна ситуацијата. Повелете, сакавте што нешто да додадете? За тоа, генерално, истото сакав да го кажам, кои други елементи се битни за функционирањето и правилната работа на тироидната жлезда, јодот, селенот, витаминот Д и железото. Исто така, многу... Значи, кај оние што имаат анемија, ќе се јават проблеми со тироидната жлезда? Да, железото исто така влегува во составот на пероксидазата, јодната пероксидаза, значи влегува во создавањето на самите тироидни хормони. Затоа повеќе го имаме проблемите со тироидната жлезда, претежно Хашимотото, како автоимуна болест, ја среќаваме повеќе кај жените, ради тоа и тоа кај младата популација на жени, ради губитокот на железо. Силните менструални циклуси се последица? Најверојатно е поради тоа. Се причина за железодефицитарната анемија. 7 до 8 пати кај женската популација е позастапени се болестите на тироидната жлезда, додека околу карциномите на тироидната жлезда нешто поголем е процентот кај машката популација. Исто така, некои од колегите кои што се занимаваат со тироидната жлезда препорачуваат да се обрне внимание и на одржувањето на бактериската флора во нашите црева. Значи, редовно примање на пробиотици, значи тоа е еден дел одржување на имуниот систем, кој што исто така е многу битен во создавањето, односно автоимуните заболувања, односно лекувањето, еден дел од лекувањето на проблемите со тироидната жлезда. Затоа велат да си го чуваме цревниот микробиом, да јадеме за нас, но да јадеме и храна која што добра за бактериите, односно за сите оние микроорганизми кои што живеат во нас, пред се во цревата. Точно така. Докторка, има ли вистина дека тироидната жлезда почесто страда кај лицата што се емотивни, пречувствителни, кои што не ги искажуваат емоциите? Би кажала дека тука е стресот во прашање. Значи, стресот како еден фактор кој што го зголемува оксидативниот стрес и делува лошо на целиот организам, не само на тироидната жлезда, и ги влошува овие болести. Околу Хашимотото, сепак би кажала дека генетиката до 70% е една од причините за појава на самата болест, меѓутоа најновите истражувања кажуваат дека и факторите од околината се многу битни за започнување на вакви автоимуни заболувања. Откриено дека во подрачја каде што има исфрлање на токсичен отпад, односно на фабрички отпад, утврдено е дека има голем процент на тироидни карциноми.
Исто така и Хашимотото е поврзано со зрачењето, промените во исхраната, значи начинот на исхрана и секако стресот, цигарите ги спомнала како еден од факторите кои што ја влошуваат самата болест. Кога зборуваме за лошите животни навики, секојдневно што ги практикуваме, дали сетичкиот начин на живот може би е директно поврзан со функцијата на тироидната жлезда? Не би рекла тоа, меѓутоа, ете да се осврнеме кон уште една болест. Немаат понизок тироксин оние што не се физички активни? Не зависи. Значи тоа е заблуда. Не. Можно е дека луѓето кои што се повеќе активни, побрзо ги исцрпуваат резервите со тироксин и може побрзо во подоцнешната подоцнешна возраст да влезат во хипотиреоза. Затоа што брзо ги трошат хормоните. Хормоните на тироидната жлезда се како погонско гориво за функционирање на нашиот организам. Какви симптоми развиваат лицата кои што имаат некаква болест на тироидната жлезда? Што ќе чувствуваат доколку хормоните се намалени и какви тегоби ќе се забележат доколку има повисоки вредности на истите? Така, значи болестите, функцијата на тироидната жлезда, како што кажав на почетокот, ја регулираат овие два хормони, кога и за тоа можеме да ги поделиме болестите на тироидната жлезда во хипо и хипер функција на тироидната жлезда, кои се поврзани, значи, со пореметена болести, кои што се поврзани со пореметена функција на тироидната жлезда. И едната и другата група, доминантна причина за хипо, односно намалена и зголемена функција, се автоимуните заболувања. 60 до 70% за причина за хипотиреозата е Хашимото тироидитот и за хипертиреозата е Грейвс-Базедовата болест, која што исто така е една автоимуна болест. Тие две работи, симптомите се сосема спротивни и на едната и на другата страна, на едната и другата болест, така да кај хипотиреозата наоѓаме успореност во целиот организам, отежнато движење, тешко концентрирање, значи депресивност, некогаш наоѓаме покачена килажа, задршка на течности, преосетливост кон ладно, опаѓање на коса, сува кожа, обстипација и така. Тие се главните симптоми, додека кај хипертиреозите сосема обратно наоѓаме влажна кожа, забрзана работа на срцето, препотување, може некогаш можно и да се влезе во аритмија, во неправилна работа на срцето, покачен крвен притисок исто така може да се јави, несоница, раздразливост, вознемиреност, плачливост и губиток на килажа, што е доминантно за пациентите кои што имаат хипертиреоза. Докторке, дали тироидната жлезда боли? И третата група, покрај функционалните пореметувања на тироидната жлезда, би ги спомнала тироидитите, односно воспаленијата на тироидната жлезда. Поточно кај субакутниот тироидит се јавува болна тироидна жлезда. Симптомот прв е болка во вратот и болна осетливост на допир кога ја допира тироидната жлезда. Тоа е една тешка состојба која што и тешко се диагностицира. Често пати се јавуваат и промени во хормонскиот статус, пациентите се малаксани, слаби, имаат намален апетит, прогресивно губат килажа, значи тоа е една тешка состојба која што на време се открие и се лекува, завршува без никакви последици. Ќе ги вклучиме од овој момент и гледачите да постават прашања во денешната Телма амбуланта на тема болести на тироидна жлезда. Доктор Јасмина Зафировска, специјалист по интерна медицина, е наша гостинка во студиото и таа ќе даде појаснување на сето она што вас ве засега и е поврзано со тироидната жлезда. Ајде да проговориме за некои од компликациите што може да ги дадат болестите на тироидната жлезда. Например, дали ќе имаат влијание врз нивото на холестеролот во крвта? Секако да, меѓутоа сакам да ја спомнам од предходно
мислата што ми побегна за кратко. Да. Значи, сакав да кажам дека покрај болестите на тироидната жлезда кои што заземаат едни пандемиски размери, исто така и обезноста како болест е една состојба која што зазема исто така пандемиски размери. За разлика од нашиве подрачја, каде што имаме здравствената едукација, сега се гради, се помага со вакви здравствени емисии од областа на здравството. Веќе ематичните лекари, специјалистите често помислуваат на тироидната жлезда и ги препраќаат пациентите на испитување на тироидните хормони. Во западните земји се јавува една преголема здравствена едуцираност на пациентите и препознавање, пошто имаме една шареноликост на симптомите на болестите на тироидната жлезда. Често пати се преклопуваат со замор, недостаток на енергија поради секојдневниот стрес, губиток на циклус, стерилитет, покачување на килажа и најчесто бараат самостојно си одат на лекар да побараат преглед за тироидната жлезда. Затоа во тие делови на светот се јавува еден друг феномен, каде што имаме една предиагностицираност и обвинување тироидната жлезда е крива за се. Иако тироидната жлезда е крива за нешто, меѓутоа не е баш за се. Така да обезноста може да спомнеме дека најчесто обезни пациенти доаѓаат во амбуланта да проверат тироидната жлезда и ја окривуваат тироидната жлезда. Ако се во хипо, сигурни се дека причината е тоа. Дека е причината тоа. Меѓутоа, од искуството мое и на колеги покажуваат дека покачување на килажата максимално кај пациентите со хипотиреоза е од 5 до 6 килограми. Максимум. Значи, поради задршка на течност и обстипацијата еден елемент. Значи, онаа тешка обезност никогаш не е поврзана со хипотиреоза. Значи, се што над 5 до 6 килограми веќе спаѓа во метаболен синдром и некои други. Намалената функција на оваа жлезда не е одговорна. Не е до толку причина за такво нешто. Исто така и количеството на холестеролот покачено, необјасниво количество на масноти во крвта, треба да ги натера докторите пред се да помислат дека проблемот може да лежи во една дисфункција на тироидната жлезда, затоа што, како што на почеток кажав, тироидните хормони го регулираат базалниот метаболизам. Метаболизмот на маснотиите, шекерите и протеините. Значи, ако е намалена функцијата на тироидната жлезда, може да се очекува зголемено ниво на холестерол во крвта. Да, секако. Ќе им дадеме предност на гледачите, а веднаш потоа продолжуваме онаму каде што запревме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав за вас и за докторката. Благодарам. Кај мене не станува збор за хипо, туку за хипертироидизам. Сега последните резултати на крвта, анализа на крвта имав на 19 ноември. ТСХ-то ми беше 0,005, а FT4 беше 1,05. Значи, диагностицирана ми е заболувањето на тироидната жлезда пред 6 години и пијам тирозол од 20 милиграми. При последната контрола докторката ми ја зголеми дозата со една таблета наутро и половина таблета навечер. Губење на тежината сега немам, срцебиењето ми е намалено, меѓутоа докторката ми препорача терапија со радиоактивен јод. Што мисли вашата гостинка? Така. Само да видиме дали таа има уште некој прашање? Не, доволно е. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторке. Хиперфункцијата на тироидната жлезда е помалку застапена во однос на функционалните пореметувања на тироидната жлезда во однос на хипотиреозата. Морам да признам дека е многу потешка за третман, затоа што опфаќа симптоми од повеќе органи и тие симптоми треба да бараат едно конзилиарно лекување со учество на кардиолог, невролог некогаш да се вклучи и ендокринолог. Значи, пациентката кажа дека веќе 6 години прима терапија. Терапијата, тоа се тиреостатици, тирозолот
и пропилтиурацилот се лекови од избор на во нашава земја. Така да претпоставам поради помалата токсичност колешката го дала тоа. Но со овие резултати од ноември што ги кажа, веќе тироксинот е во граници на нормала. Кажа дека е 1, нешто. Така да се нормализира и веќе е во благо опаѓање. Од моето искуство можам да кажам дека ТСХ-то да се нормализира му е потребно многу повеќе време. Така да мислам дека нема некоја голема оправданост на покачување на дозата на тирозолот. Она што пишува во гайдлайнсите е дека после 4 години неуспешно лекување на хипертиреоза треба да се проба со некоја од другите методи. Една од тие што е предложила колешката, третман со радиоактивен јод, кој што не е секогаш во целост успешен. Некогаш може да се врати во ремисија. Која е целта? Да се уништи ткивото. Значи се дава радиоактивен јод, кој што рековме го абсорбира само ткивото на тироидната жлезда, не прави штета во организмот и со неговото дејство се разрушува тироидната жлезда. Другата опција е хируршка интервенција, вадење на тироидната жлезда, која што според мене е порадикално и целосно лекување на тироидната жлезда. Така да мислам дека треба нешто да проба после 6 години од лекувањето. Сепак оваа болест е тешка и за пациентите и за докторот. Треба да се проба нешто порадикално што ќе смени ситуацијата. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Дали гледачот е се уште на линија? Ало? Во програма сте, повелете. Добар ден, поздрав до водителката и до докторката. Ви благодарам. Се работи за кирката, имат 30 години, откриено е Хашимото. Резултатот е ТСХ 3,37, а ФТ 4 1,29, антитела 42,3. Ме интересира сега, дали подолго време треба да се лекува ова, пие Евротирокс 6 дена од 50 и 1 ден од 75. Ме интересира колку време треба да се лекува вака као вака, затоа што ова е 3-та година на нејзе, и ме интересира дали тироидната жлезда смета на разговорот при изборењето. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Прашањето дали овие болести се доживотни, дали треба доживотна терапија или пак треба да се прекине со текот на времето? Тука би сакала пак нешто околу Хашимотото да кажам. Многу пациенти имаат Хашимото и во тек на нивниот живот хормоните може да останат нормални. Значи, многу често се пребрзо се дава терапија со еутирокс, левотироксин по генерика, значи замена, субституција на природниот хормон. Утврдено е дека 30 до 40% од пациентите кои што се на еутирокс, ако постепено, кај полесните хипотиреози, ако постепено го откажуваат, го намалуваат количеството на лекот, потврдено е дека функционираат нормално и без него. Така да мислам дека нема голема оправданост ако антителата се минимално зголемени од ова што го кажа, да се продолжи со еутирокс, но пациентката веќе 3 години го зема и верувам дека планира, не знам колку годишна, но сигурно планира бременост. Така да единствена оправданост за вклучување на еутироксот би било кај пациентки кои што планираат бременост, затоа што ТСХ-то треба да ни е околу 1,5 до 2 максимум, за да се обезбеди една нормална бременост. А дали може оваа болест да влие врз говорот? Тоа беше едно од прашањата на гледачката. Единствено ако жлездата е голема и притиска на ларингеалниот нерв. Али тоа најчесто го среќаваме кај цисти, јазли големи или кај карциноми на тироидната жлезда, Хашимотото не. Веќе спомена гледачките во нивните анализи дека се испитува еден хормон кој што е наречен ТСХ, тиреостимулирачки хормон.
Зошто? Тој хормон не се излачува од тироидната жлезда. Да. Се излачува од хипофизата. Од хипофизата, значи Зошто функцијата на тироидната жлезда се проценува преку хормон што го излачува друга жлезда, хипофизата? Да, хипофизата и тоа незиниот преден резен, аденохипофизата, ги лачи тие хормони кои што ги тераат жлездите со внатрешното лачење за да започнат со функцијата. Значи, тироидната жлезда не би функционирала кога ја нема хипофизата. Тоа е една оска која што е битна за функционирање на целиот ендокрин систем. Така да, затоа ни е битно следењето на тироксинот, односно на ТСХ-то, тиреостимулативниот хормон, и доволно е спрема некои колеги, дека доволно е да се следи ТСХ-то за да се процени тироидната функција. Затоа што има повратен механизам, повратна спрега, кога паѓа функцијата на тироидната жлезда, автоматски се покачува ТСХ-то. Така да мислам дека е подобро за следење да се следи ТСХ-то, тиреостимулативниот хормон, а додека за ефикасноста од терапијата, ако веќе е на терапија, потребно е и да се слободната верзија на тироксинот, FT4, некојаш и FT3, за да имаме правилно, значи, следење и титрирање на дозата на левотироксинот. Кои се оптималните вредности на ТСХ? Зависи од возраста на пациентите. Значи, кај помладата популација потребно на ТСХ-то ми рековте. Да, на на тиреостимулативниот хормон. Значи, потребно е да биде негде околу 1,5 до 2. Во средната возраст 2,5 до 3, така да и во поодминатата 3, 3,5 и 4 не го наоѓаме како проблем. Проблем е кај повозрастната популација, ако најдеме 1 или испод 1 ТСХ, тука е голем ризикот за влегување во аритмија и за појава на проблем со срцето. Инаку за левотироксинот би кажала дека е, знаете дека е синтетска замена на нашиот хормон, и мислам дека после пеницилинот е еден од најголемите пронајдоци во медицината. Една мала таблетка која што се пие еднаш на ден, има таква функција наутро на гладно, има таква можност да ја врати функцијата на тироидната жлезда и да го нормализира целиот организам. Без таа таблетка пациентите пропаѓаат, нивниот организам со тек на годините слабе и доведува до смрт. Така да е многу ефтина таблетката и од друга страна има голема ефикасност. А што е со антителата? Колку често треба да се испитува нивото на антителата во крвта кај лицата кои што имаат Хашимото? Тука пак би се навратила на тој феномен на предиагностицирање. Ако тргнеме од некои статистички податоци, секој втор човек на планетава има нешто на тироидната жлезда. Дали азол, циста или нешто. Значи, кога се прават вакви прегледи без некоја посебна потреба, сигурно ќе најдеме нешто и тука веќе настанува проблем со пациентот. Значи, се настанува страв, што ќе биде и почнува следењето. Значи, следењето најпрво на ехопрегледот се прави таква класификација која што се вика ТИРАЦ класификација, зависно од, тоа е светски префатена класификација на промената на тироидната жлезда. Тука вклучува големина, изглед, маргини, васкуларизираност, присуство на калцификати, се движи од 1 до 5. Ако по таа класификација е од 1 до 3, нема потреба од толку често следење на пациентите. 4 и 5 пак не се потврдени дека се работи за малигнитет врз основа на ехонаодот. Златен стандард дека се работи за некој малигни процес на тироидната жлезда е функционалната биопсија. Со тоа, значи, докажуваме дали има малигнитет. Исто така и за антителата би кажала дека ако се открие дека пациентот има Хашимото, не е крај на светот, значи тоа е една автоимуна болест која што може цел живот да ги носи тие антитела и никогаш да не влезе во хипотиреоза. Не треба луѓето толку да го сваќаат страшно и драматично. Потребно е следење од време на време на антителата и на хормоните, например на 6 месеци, додека пак ехото на тироидната жлезда не е неопходно, пошто кај Хашимотото не среќаваме фокални дефекти во смисла на јазли, цисти и такви некои промени. Затоа нема потреба
психички да го оптеретуваме пациентот со Хашимото тироидит, ако се е друго нормално. Така, но пациентите се многу вознемирени веќе, како што Затоа споминавте, и го наоѓаат кажам. разни алтернативи, модуси за решавање на овој проблем. Се обидуваат на сите начини да ги намалат антителата, па применуваат различни типови на диети, го исфрлаат глутенот од исхраната, за да се намали воспалителниот процес во телото. Препорачувате ли Насоки се даваат режими на исхрана? во однос на исхраната. Она што кажав, суплементација на селен и D-витамин. 90% од пациентите со Хашимото имаат недостаток на D-витамин, кој што е исто така клучен во формирањето на тироидните хормони. Затоа неопходно е да внесуваат D-витамин и селен по препораките. Друго ништо не е потребно. Релаксиран, нормален живот, нормален внес на исхрана. Исто така, друго ништо дополнително не би препорачала. Така не треба да прават фама и не треба да посетуваат толку често доктори. Инаку автоимуните заболувања секогаш одат една со друга, така да утврдено дека витилигото најчесто оди со Хашимото. Така да пациентите кои што имаат витилиго треба да се ја проверат и тироидната жлезда. Ќе ги вклучиме гледачите со нивните прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав за докторката и до водителката. Благодарам. Едно прашање. Тироидната ми е останата тироидната жлеза. Немам тироидна жлеза, примам 125 еротирис, секој сабајле. И сега при контрола, може пред на 20 дена правев и теха 3, теха 4 ми се во нормала, него се јавува 9,4 имам тироглобулин. Па ме интересира доктора, професорката, што ќе каже за Да немате никој прашање? Дали треба да се Тиреоглобулин или грижба? Се извинувам, тиреоглобулин или ТСХ? Не тироглобулин. Тиреоглобулин или ТСХ? Вие 9 кома нешто? Да не е ТСХ? Не, ТСХ и 3-4 ми се во нормала. Аха. Само тироглобулин. Добро. Доволни со овие информации? Добро, ви благодарам за вклучувањето. Доволно. Пациентката, пошто гледам дека има промена на бојата на гласот малку, треба да се види на ехо дали има некоја промена во смисла на циста или некој јазол, кој што можно е да некогаш тиреоглобулинот го среќаваме на големен кај малигните процеси на тироидната жлезда. Затоа треба една добра евалуација на ехо да се направи, да се види дали има некоја промена, но исто така и кај воспаленијата, кај Хашимото или други воспаленија на тироидната жлезда, го наоѓаме покачен тиреоглобулинот. Значи би препорачала еден добар ехо преглед на тироидната жлезда и проценка евентуално ако има некој јазол или циста, дали е за биопсија. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Возраст 76 години. Така. Имам немам големување, него имам чворови. Јазли. Во тироидната јазли. Така. 3 јазли, меѓутоа ТСХ е 2,03 и ФТ4 17,1. Добре. Ми беше речено дека терапија не треба, контрола, ехо ми е направено, се е уредно. Што Така. треба да правам? Така, што понатаму? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што понатаму? Значи, ова е една состојба која што ја среќаваме како една посебна група во болестите на тироидната жлезда, каде што имаме јазли на тироидната жлезда со нормална функција. Тироидната жлезда е склона кон стварање на јазли, посебно со одминатата возраст. Јазолот представува задебелување во самата структура на тироидната жлезда. ТИРАЦ класификацијата не е многу битна при проценка на тие јазли. Ако е утврдено при ехо прегледот дека тие јазли се бенигни, дека немаат малигни карактеристики, мислам дека треба само да се следи, пошто има и добри хормони, така да нема потреба. Единствено не би препорачала да зема јоден препарат, некој како
млади оревчиња во раке и во мед. Тоа често Многу го популарен кажувам на моите рецепт. Тоа ми беше пациенти. следното прашање. Го кажувам често на пациентите, посебно кај тие што имаат хипертиреоза и тие што се на третман со еутирокс. Тоа не го препорачувам, значи исто како да истурате бензин на оган. Се влошува, може јазлите да пораснат, некогаш може и да ја блокираат тироидната функција. Значи или хипо или хиперфункција да предизвикаат од зголемен ексцесивен. Значи да влошат болеста внес. наместо да излекуваат. Да, ексцесивен внес на јод, така да треба да внимава единствено на тоа. Во кој случај се препорачува оперативно отстранување на некој од јазлите? Карциномите на тироидната жлезда, како една посебна група на болести, за среќа се многу малку процентуално. Ако земеме дека секој втор пациент има, секој втор човек има некој јазол или некоја промена на тироидната жлезда, само 5% од нив се малигни. Исто така, тироидните карциноми не се многу, да кажам, од таа природа која што се брзо развивачки и не даваат брзо симптоми, како на некој вид на silent промени се во самата тироидна жлезда и обично случајно ги откриваме. 80% припаѓаат на добро диференцираните карциноми, додека многу мал процент на анапластичните карциноми кои што за несреќа брзо се развиваат и брзо даваат промени, меѓутоа нив ги има, мислам дека околу помалку од 2%. Од 2% припаѓаат на оваа група на карциноми. А може ли понекогаш и бенигна промена да се препорача да се отстрани? Индикацијното подрачје за вадење, хируршко отстранување на тироидните дел од тироидна жлезда парцијално или комплетно се неколку причини. Една од нив може да биде функционално докажано дека постои карцином на тироидната жлезда и тоа зависи од кој тип. Некои видови на карциноми, не сите карциноми бараат радикално отстранување на тироидната жлезда. Затоа при ехопрегледот треба да се видат и лимфните јазли на вратот, значи целата структура на вратот покрај тироидната жлезда. Друга причина се неконтролирана хипертиреоза, која што тешко се менаџира со лекови и јазол солитарен кој што лачи многу хормони, тешко се регулира со терапија, каде што треба да се хируршки отстрани. Во случај кога самата промена е голема, смета на актот на дишење, на голтање, и естетската причина кога жлездата има некоја голема промена која што се визуализира и смета. Уште еден гледач ќе вклучиме. Уште едно прашање од гледач предстои во денешната телмоамбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сакав да прашам дали Хашимото, бидејќи ми е констатиран Хашимото, имам големен број на антитела. Така. Какви проблеми прави во однос на на стомачни проблеми? Значи, ја имам многу јаки проблеми со стомакот. Глутенот е исклучен како интолеранција на глутен. Хеликобактери е исклучен и тоа го немам. А јас имам многу големи проблеми со стомакот. Значи, гасови, тврда, овакво проливи, тврда столица, како се вика, надоен стомак, лошење, повраќање. Значи, дали тоа може да е поврзано со Хашимото? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Може да постои корелација? Секако дека постои, меѓутоа е обратна корелацијата. Поради проблемите со цревата и дигестивниот систем, настанала зголемена пропусливост на крупни молекули во самата крв и така дошло до создавање на ваква автоимуна болест, односно на Хашимото тироидит. Постоењето на антитела во крвта и Хашимото тироидитот при нормални хормони не е причина за вакви проблеми. Значи треба евентуално да се направи гастроскопија, колоноскопија, некогаш и некои малигни процеси можат да бидат вака со неизменична диареја, па обстипација, значи присуство на крв во столицата, надуеност. Значи мора да се најде колон иритабиле, значи мора да се најде причината поради која што се вознемирени цревата и од таа природа, од таа причина дошло и до
промена и во самата тироидна жлезда. Може да се очекува ли кога ќе се среди проблемот со стомакот да се намалат и антителата? Антителата никогаш нема да се намалат до нула. Значи тие се створиле и се циркулираат во самата крв, меѓутоа може да се намалат евентуално ако се подобри функцијата на организмот. Глутенот е генерално не е добар за сите автоимуни болести, вклучувајќи го и Хашимотото, така да не е прва линија на нешто што треба да се исклучи за да функционира нормално или да се намалат тироидните антитела. А треба ли да се направи некаква промена во исхраната? Има ли продукти што се добри и лоши за тироидната жлезда? За тироидната жлезда генерално нема ништо што би било контраиндицирано за да почне да ствара антитела самиот организам. Значи тоа е пореметување на балансот. Кажав, значи генетиката е тука фактор и во 30% се надворешните влијанија. Значи зрачењата, јадењето на процесирана храна, ете кажав, тој индустријски отпад, исто така палењето, пластиката исто така ја спомнуваат како причина, недостатокот на селен во исхраната, недостаток на Д витамин и железото би ги спомнала како причина за појава на Хашимотото. Меѓутоа кај пациентите кои што третираат хипотиреоза или хипер, треба да се внимава на некои продукти. Значи внесот на на некои видови храна кои што содржи премногу јод, исто така не би препорачала. Зелката и карфиолот исто така се спомнуваат, меѓутоа ние пациентите или обичните луѓе не внесуваме во толкава голема количина за да направи проблем со функцијата. А леќата? Леќата генерално е добра, значи мислам дека содржи железо, така добра за храната. Оние кои што имаат хипотиреоза, односно намалена функција на тироидната жлезда, дали доживотно ќе треба да примаат терапија? Левотироксинот е лек од избор, значи нема друг. Има различни заштитни имиња и кажав дека е тоа пронедок на векот, така што го продолжува животот на луѓето, го подобрува животот. Значи не е штетен кај жени кои што се бремени, доилки, значи воопшто не прави никаква штета на организмот. Може би треба да се внимава колку рано ќе се почне со левотироксинот, дали има потреба во таа фаза да се започне. Значи треба повеќе аспекти на пациентот да се внимаваат, да се даде шанса на тироидната жлезда да се обнови, да се стимулира со антиоксиданси, така да се обнови малку нејзината функција. А кога веќе ќе се започне, се пие доживотно. Значи да не се брза со воведување на синтетска замена на хормонот. Да, затоа што да се проба да се стимулира жлездата. Посебно кај млади деца, гледам дека веднаш се започнува со еутирокс, затоа што имаме пациенти на 9, 10 години, 12 години со Хашимото тироидит. Поместени се тие граници, веќе не е Хашимотото што е страшно кај младата популација. Порано Хашимотото беше болест на западниот свет, сега доаѓа со голема брзина кај нас и тоа ја зафаќа и младата популација. Нездравиот начин на живот, значи тука треба да се врши една едукација и не многу рано да се започне со еутирокс. Тоа е мојот став. Многу пациенти претпоставувам имате кои што се жалат на вакви тегоби. Да. Со оглед на процентите. Од светската статистика претпоставам дека се истите бројки кај нас. Кажав дека западните земји се многу понапред во однос на здравствената едукација на пациентите, што е и од друга страна лошо. Сите симптоми се ги поврзуваат, ги препознаваат, дека и идат на прегледи на кои случајно може да се открие некој јазол, некоја циста, па тоа дополнително прави стрес. Значи и Хашимотото, и јазлите, и цистите не се страшни. Значи болестите на тироидната жлезда, еве и карциномите на тироидната жлезда, не се од тој тип кој што предизвикуваат смрт. Значи 90 успешно се лекуваат. Да, 85% има 5 годишно преживување после операција на тироиден карцином. Така ја ги следам новините, работам со тироидната жлезда долго време, така да и ми е едно омилено подрачје на работа. Мене ми беше драго што токму за оваа тема денеска зборувавме во Телма амбуланта. Ви благодарам за сите совети кои што ги споделивте со нашите гледачи.
Ви благодарам на поканата и секогаш со задоволство доаѓам кај вас. Задоволството беше и мое што бевте наша денешна гостинка, предпоставувам и на гледачите. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта која што реализиравме во соработка со приватната болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што денеска не следевте и ви посакувам пријатен ден.